И токму за политичката реторика и за однесувањето и изјавите на Заев во изминатиот период, како што најавив и во изминатиот информативен појас на телевизија Нова, веќе имаме гостин во студиото, политичкиот аналитичар Тања Каракамишева. Професорке, добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер и многу често мислам дека доаѓам во вашата ценета телевизија, меѓутоа со право. Така имаме за што да позборуваме. Веќе видовме и од прилозите претходно низа реакции денеска во македонската јавност, но ќе започнеме со она што денеска е чинам актуелно. Ќе споменеме дека познавачите, можам така да кажам, коментираат дека ваквите испади на Заев СДСМ сега пробува некако да ги зацкрие со пресконференција која денеска се случи во специјалното јавно обвинителство, покренаа нова истрага. Кој е вашето мислење околу ова? Па сосема со право се констатира дека работите, поврзаноста помеѓу СДСМ и СЈО се по-евидентни и дека штом лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе направи одреден политички гаф или повеќе политички гафови во континуитет, веднаш се тука или на помош стигнуваат специјалните јавни обвинителки да исперат она што тој ќе го избирбати во медиумите и ќе направи голема државна штета и штета која што мислам дека многу тешко ќе може да се надомести во наредниот период. СЈО гледаме како постојано е во дослух со СДСМ, посебно со лидерот Заев, и постојано на некој начин се во комуникација, во дослух, но и си ускокнуваат кога има потреба од тоа да се зацкрие тежината на зборовите кои што ги искажува Зоран Заев во медиумите, како во домашните медиуми, така гледаме се почесто и надвор. Меѓутоа, мислам дека не постојат толку предмети во специјалното јавно обвинителство, колку што гафови изнакажа лидерот на СДСМ Зоран Заев, што е не само неочекувано, не само фрапантно, не само премногу чудно за еден лидер на опозиција, туку јас дури се сомневам во тоа дали човекот веќе знае што збори. Бидејќи да се кажат такви шизофрени тези, дека Македонија е виновна за тоа дека сите соседи се против нас, а тоа е констатација само на лидерот Зоран Заев. Тоа не е констатација на официјалните политички сили во другите земји кои што се нели во соседство на Република Македонија. Да се каже дека во Република Македонија можеме да зборуваме и кинески, само да се разбереме. Да се каже дека во Република Македонија отворени се сите прашања, иако имаме устав, иако имаме уставен поредок, и да се каже дека рамковниот договор е само рамка, а сите знаеме дека рамковниот договор е имплементиран во уставот, значи рамковниот договор веќе не постои, тој е адакта. Тој е политички договор кој што постоеше во 2001 година со цел да се смири тензијата што постоеше тогаш. Врз основа на тој политички договор, потоа постигнавме договор за имплементирање на уставни амандмани, кои што се составен дел на Уставот на Република Македонија, и врз основа на тој рамковен договор, многу од малцинските заедници воспоставија еднаквост и рамноправност, како што сигурно веќе и знаат граѓаните, не постои во ниту една друга земја во светот. Сите меѓународни европски документи кои што се однесуваат на заштитата на малцинските права се запазени и во нашиот устав имплементирани, исто така и во законските решенија. Така што сите тие негови тези кои што ги пласира гледаме во странство и пред диаспора на Република Македонија, но претежно од албански состав, отвараат една не само пандурина кутија, туку една сериозна опасност по опстанокот на Република Македонија, таква каква што е сега. Гледаме дека имаме исклучително опасни тези ставени на маса,
кои што го бришат политичкиот простор на можно договарање и политичко преговарање на сите политички партии кои што ќе се јават како победници постизборно. Тоа значи дека тој директно атакува и врз изборната волја на граѓаните и без разлика кој и да добие како да биде победник на изборите, тој сега сака да се наметне како политички фактор, како неизбежен дел во политичкиот и преговарачкиот процес за идната влада, затоа што е јасно дека секоја албанска партија кога ќе седне да преговара со победничката македонска партија, ќе праша што нудите вие. Тоа е политички преговор, политичко преговарање и диалог. Што нудите вие како опција, како алтернатива за подобрување на нашите права? Нормално преговарачките позиции се такви да секоја политичка партија има црвена линија, но гледаме дека господинот Зоран Заев нема црвена линија. Тој дава све, тој нуди се. Без при тоа да го праша македонскиот народ дали за тоа има согласност, дали има пас за тоа. Затоа што Македонија не е негов пашалак, Македонија не е негова собственост, не е негова приватна фирма, па тој да се пазари, да си тргува како што сака и како што мисли дека треба. За тие основни политички витални интереси на Република Македонија, за кои што тој зборува, треба да се седне на маса преговарачка, но пред се треба да се прашаат граѓаните на Република Македонија. Затоа што во Република Македонија не живеат само македонци, не живеат само албанци, живеат и многу други национални малцинства, кои што се исто така составен елемент на нашето мултикултурно општество. Така што сите тие пазарлуци кои што ги прави Зоран Заев се навистина надвор од умот. И мислам дека мора на тој човек конечно да му се каже дека позади секоја таква изјава тој ја отвора пандорината кутија на раздор, на нетрпеливост и на ширење на национална омраза, реторика. Што само да докажам што представува кривично дело. Дали е свесен господинот Заев дека со таквата реторика тој директно си налепува на себе. Тој е извршител на кривични дела, велепредавство, разгорување на национална омраза, раздор, нетрпеливост меѓу македонските граѓани. Тоа е тотално надвор од секоја можна политичка одговорност на еден лидер. Тој е лидер на политичка партија. Тој не е било кој. На најголемата опозицијска партија. Точно. И тој мора да сноси политичка, но и правна одговорност за тоа што го зборува. Затоа што ако сите трнеме по неговиот ум, каде ни е крајот? Што правиме ние? Кај ни е државата? Кај ни оди државава? Тој намерно сака да создаде политички хаос и правен хаос во државата, се со цел да не можеме крај со крај да врземе, да не можеме на крај да воспоставиме еден нормален, стабилен, уставен и правен поредок. Прашањето ми беше на што се должи ваквата реторика? Што Заев, како лидер на најголемата опозицијска партија, сака да постигне или која му е намерата да ја постигне со овие вакви изјави? Намерата му е затоа што тој знае дека е политички губитник. Тој го нема мнозинството во македонскиот корпус. Едноставно го нема и не може да го создаде преку ноќ. Може само да увезе нови луѓе кои што треба да гласаат за него, но во моментов тој нема мнозинство. Токму заради тоа што нема мнозинство, тоа му е јасно. Тој сега сака на кој начин да се наметне? Сака постизборно да го доведе господинот Груевски до зид. И кога ќе седне да преговара господинот Груевски, без разлика дали ќе добие 60-63 пратеници ВМРО ДПМН, имаме непишано правило дека мора да се вклучи албански фактор, албанска политичка партија во владиниот состав, така. И сега кога ќе седнат да разговараат, нормално е дека ВМРО ДПМН има црвени линии, албанскиот дел без разлика која албанска партија да биде од другата страна, си има свој барања. Барањата се еднакви кај сите политички партии од албанскиот блок. Немаме тука разлики. Имаме разлики кај македонците, ама немаме разлики кај албанците, за жал. Значи, тие си знаат точно што бараат и сега нормално е кога се поставува тој политички консензус или договор, кога ќе понуди господинот Груевски одредени состојби или одредени решенија кои што може да бидат прифатливи и да ги иџвакаат македонците, нормално е дека албанскиот од другата страна албанецот ќе каже извинете, ама јас од оваа страна имам се на тацна, имам се во буквално што велам ја во пакет ставено со црвена машна.
Све ми е дозволено во некоја идна влада во која што би партиципирал господинот Зоран Заев. И тука е оствари неговата игра. Тој сака да го минимизира изборното мнозинство на ВМРО ДПМН, затоа што предпоставува по негово сценарио дека ВМРО ДПМН и некоја албанска партија нема да можат да состават влада, заради тоа што не може да се пречекора црвените линии, секој нормален човек си има црвени линии и нормално е дека во такви услови на криза, кога немаме влада, тој ќе се наметне повторно како месија, повторно како црпнат од Муртино со цел да не ги реши нашите проблеми. Ете, во таа криза, која што повторно тој планира да ни ја наметне, тој се гледа себе си како спасител. Во однос на албанските гласови, колку мислите дека Заев со овие изјави може да го загрози Ахмети? Тоа е, мислам, еден негов политички пазар кој што постои само во неговата глава. Такви халуцинации не постојат на терен. И многу убаво кажа, не знам, предходно дискутантот рече, мислам дека беше лидерот на Гром, Стефчо, да. Албанците традиционално не гласаат за македонци. Тоа се виде во сите предходни изборни циклуси, без разлика што и да му ветуваш на албанецот. Тој не гласа за македонец. Жално е. Стварно е жално, затоа што мислам дека треба да се ослободиме од тие стереотипи и така натаму. Но тоа е реалноста. На македонските политички партии не успеале досега да се наметнат повеќе над албанците од она што го имаат како искуство албанските политички партии или како реторика, ако сакате, и како практика и така натаму. Значи албанецот сака да си гласа за своите политички партии и тоа е така и така ќе остане. Нема да го промени Заев. Но она што тој сака сега да го наметне е преку ваквиот вокабулар да се покаже како голем демократ, а не можете да бидете голем демократ ако вие директно атакувате врз уставниот поредок на вашата земја. Не можете да бидете демократ. Македонија си е виновна сама за себе. Не можете вие да бидете демократ ако вие сте антисистемски расположен, ако сте вие антидржавно расположен. Вие можете да бидете демократ само ако ги негувате правата и, како што вели, рамноправност и еднаквоста на сите. Тој не е негува рамноправност и еднаквоста на сите. Каде се ромите во Република Македонија? Каде се турците? Каде се бошњаците? Каде се србите? Тој зборува само за албанците и за никој друг. Верувајте дека тој сака буквално да згази се пред себе за да може, бидејќи така замислува дека ќе дојде на власт и дека тоа му е единствената врата за успехот, дека само на тој начин може да дојде и да седне на таа премиерска функција толку очекувана од него. Едноставно се губи. Човекот веќе нема политички компас, но пак ќе кажам, Република Македонија, ако е правна држава, ако сака да си го зачува територијалниот интегритет, ако сака да си го зачува правниот и уставниот поредок на Република Македонија, ќе мора да поведе кривична постапка против човекот што сака да внесе раздор, што сака да внесе голема нетрпеливост меѓу граѓаните, бидејќи во услови на избори, кога е и така вжештена атмосферата, вие уште да долеете масло во огинот, навистина тоа ве прави политички тотално неодговорен и то политички аутсайдер кој не смее да се занимава со политика. Политичарот треба да ги гасне пожарите, не да ги предизвикува. И јас верувам исто така во граѓанска држава, но не на ваков начин, како што тргнал, како што кинисал СДСМ и Зоран Заев. Не на таков начин, бидејќи јас сум исто така за почитување на малцински права. И Македонија има, пак ќе кажам, највисок стандард, не во регионот, на европско ниво, во однос на почитувањето на човековите права. Но се знаат правилата врз основа на кои се функционира една нормална држава. Во Америка имаме преку 150 етнички заедници кои што живеат во таа земја. Дали сте слушнале некој порториканец или не знам некој шпанец, или не знам некој французин, да сака да го употребува како втор службен јазик својот јазик? Нема, сите сме македонска нација. Треба да зборуваме македонски јазик со негување на сите етнички права, малцински права, како што се утврдени во меѓународните европските документи. Се што се оди над тој меѓународен европски стандард е луда политичка игра која што ја преземаат неодговорни политичари. Така, професорке, можевме да видиме
од се ова што го зборуваме денеска, дека навистина допре и до граѓаните, бидејќи беше спроведена и една герила акција на табли испишано на македонски и на албански јазик, например, Росоман, Прилеп, Битола. Чувствувам дека граѓаните навистина ги допре оваа изјава на Зоран Заев што се врти периодов во медиумите. Ме интересира нешто околу меѓуетничките тензии. Дали мислите дека со оваа изјава, особено околу рамковниот договор, може да предизвика некое меѓуетничко нетрпение баш сега во овој предизборен период? Значи, да го заборавиме рамковниот договор. Ве молам, ние зборуваме за устав. Рамковниот договор беше договор врз основа на кој што се донесоа уставните измени. Ние веќе немаме што да зборуваме за рамковниот договор, ниту за неговиот дух, ниту за неговата содржина. Се за што зборуваме е Уставот на Република Македонија. Ако господинот Заев сака да го менува Уставот на Република Македонија, се знае која е процедурата на таквото менување. И тука немаме што многу да зборуваме. Повторно ќе кажам, сите прашања може да се стават на маса дома. Не да се упатуваат од надвор дома, туку дома да се разговараат. И ако господинот Заев е толку убеден дека на тој начин тој може и ја гледа Република Македонија како супер држава во идниот период, нека срочи во својата изборна програма идеја или проект, концепт за тоа како замислува да го менува Уставот и нека ја понуди сега пред избори изборната програма на граѓаните, па да видиме колку таа ќе да кажеме ќе помине кај македонскиот електорат. Желбата да се дојде на власт по секоја цена ја става отворена и таа идеја за разгорување на меѓуетничките односи. И токму затоа реков дека со овие негови изјави тој прави кривично дело разгорување, ширење на омраза, но нетрпеливост помеѓу граѓаните, затоа што е сосема очекувано дека македонците ќе реагираат на начин на кој што реагираат. Мислам дека нема македонец кој што не е сензитивен по однос на овие прашања, сосема со право, затоа што ние немаме друга резервна држава. Ова е единствената земја која што ја имаме. Каде да одиме на друго место? Каде да зборуваме македонски јазик? Каде да го практикуваме својот национален идентитет? На кое место да живееме нормално како граѓани од прв ред, како граѓани, европски граѓани? Ова ни е единственото место кое што го имаме. И сега некој да ми го раскрчмува затоа што тој така мисли. Тој може така да си мисли дома. Но кога зборуваме за држава, треба да се воспостави некаков поинаков ред на работите. Значи, треба да седнеме сите на маса и да разговараме на овие теми отворено, а не така преко трупа заради некои политички поени предизборно. Значи, целава идеја е да се разгори точно нетрпеливоста и да едноставно почнеме да се мразиме, иако нели Македонија немала никогаш историски гледано наназад проблем со албанците. Секогаш тие проблеми не се увезени од надвор. 2001 година беше увезен производ кој што намерно ни се всади овде како вирус, се со цел да се уништи, би рекла, онаа Македонија која што постоеше до 2001 година, со тотално нели редефинирање на сите институции тогаш, со внесување на Бадентерово мнозинство и слично, но зарем не ги научивме лекциите? Повторно сакаме нов вирус? Јас сум за тоа секој граѓанин на Република Македонија, без разлика од кое етничко потекло е, да си ги има, да си ги ужива своите слободи и права, но не повеќе од она што е меѓународен стандард и европски стандард. Затоа што јас ако отидам надвор од мојата земја, исто така сум национално малцинство некаде, чии што власти нели на таа држава нема да ми дозвола да одам повеќе од она што меѓународната заедница го утврдила како критериум и како факт врз основа на кој што можеш да располагаш или да уживаш одредени малцински права. Тоа е така и тоа така ќе биде. Само во главата на некои неодговорни политичари може да се направи такво сценарио, таква фикс идеја и таа да сакаш да ја реализираш без консензус со граѓаните, оние кои што ти се основата, оние кои што ти се базата, кои ти ја даваат довербата или не ти ја даваат довербата. Едноставно не можеш да им се наметнеш на луѓето на сила. Уште едно прашање само пред самиот крај. Веќе од понеделник и официјално стартува кампањата. Кои се вашите очекувања? Каква кампања да очекуваме? Затоа што дали сите овие изјави и оваа силна реторика на Заев најавува една
валка на кампања, ајде така да ме речем. Па да, таа беше црна од уште пред, бидејќи ние сега може официјално стартува изборната кампања, но имаме црна кампања уште би рекла 2 години наназад, без разлика што нели сега ќе ни се случат билким изборите, ние сме малтене секој месец во некакво очекување на избори. Посебно 2016 година ни помина во такво очекување. Така што политичките партии не се сопрани. Тие постојано нели излегуваат и на терен, излегуваат и по медиуми, ни објаснуваат нели што, како, кои се нивните идеи, кои се нивните визии така натаму за државата. Меѓутоа мислам, добивам впечаток дека со ваква политичка риторика но и политичко делување на господинот Заев, работите уште повеќе ќе се докомплицираат, затоа што немаше потреба од вакво разгорување на меѓуетничките односи како што тој сака или инсистира да се направи. Јас се надевам дека ВМРО-ДПМН нема да одигра на прва топка, бидејќи ова е провокација, тешка политичка провокација која што му се фрла на ВМРО директно во чело. Мислам дека ВМРО веќе ја научи таа лекција, нема да одигра со враќање на контраудар или со некои други тактики овакво неартикулирани, но дефинитивно меѓу јавноста, меѓу граѓаните нема да може да се сокрие гневот кој што постои кон господинот Зоран Заев. Затоа што не можете да правите демократија во една земја доколку го прескокнувате мнозинството граѓани во државата, доколку ги прескокнувате нивните интереси, нивните желби, нивните потреби. Политичарите треба да бидат репрезенти на граѓаните. Тие не може да бидат обратно. Ние не сме представници нивни, така, значи тие се тука за нас. Не сме ние за нив. Тие можат слободно да си одат, тие не треба да се занимаваат со политика, доколку не знаат да воспостават нормални политички односи и нормални артикулирани, би рекла, односи на соработка и на комуникација со мнозинството граѓани. Професорке Каракамишева, јас тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Упативте и вие силни пораки вечерва. Ви благодарам уште еднаш за учеството и за соработката која што ја имате со нашата телевизија. Почитувани, вие останете тука, за кратко се враќаме назад со останатите содржини.